Осоговските планини и рекреативниот центар Пониква не се непознати за македонската јавност. Сепак и по неколкудецениското релативно скромно вложување во развојот и искористувањето на туристичките потенцијали, тоа се уште не е доволно. Потребата од постојано и интензивно промовирање што го нуди нашата планина е особено важно заради желбата таа да стане центар на зимскиот, летниот, но и традиционалниот, односно така наречен алтернативен туризам во овој дел од државата и регионот. Токму затоа, на неа веќе не се гледа само од локален аспект, туку пошироко, како ресурс што добива прекугранично меѓународно значење. Таква беше и идејата на неколку здруженија од Кочани и Пробиштип, кои ја започнаа иницијативата за дополнителна промоција на осоговијата на поинаков начин од досегашниот, преку манифестација, чие мото е осогово и лично и различно. Со извор на македонска песна и оро, неколку стотини посетители од регионот дојдоа на заедничко дружење на Пониква, за да бидат дел од манифестацијата. Таа се организираше за прв пат, а основната идеја беше да се промовираат туристичките потенцијали не само на рекреативниот центар, туку и на планината воопшто. Манифестацијата трае 3 дена, период во кој се промовираат различни локалитети на македонската и бугарската страна од осоговијата. Во организацијата на заедничкото дружење се вклучија планинарското друштво Осогово, велосипедските клубови Електрика и Зелени патики, Сдруженијето Slow Food Осогово, Земјоделското здружение Машински круг и Сдруженијето на пчелари Пчела, а целата организација ја координираше Македонското еколошко друштво од Скопје. Денеска еве по прв пат она што го замисливте пред неколку месеци го реализирате на терен овде на Пониква. Токму така. После неколку месеци се мислевме дали треба да направиме вакво нешто или не, дали ќе имаме сили да го истуркаме, бидејќи е повеќе некако целата активност организирана волонтерски, но сепак одлучивме дека нели ова ќе биде за доброто на сите нас, нели и за поголема промоција на Осогово и заедно со велосипедските друштва од регионот и планинарските друштва со Slow Food движењето на Осогово се собравме. Може би не во голем број, но сепак пробавме како би изгледало да се промовира Осогово на еден ваков начин. Организирана е велосипедска и планинарска тура. Велосипедската тура започна од плошадот на Кочани по асфалтниот пат до Пониква. Тие ќе се спуштаат по заедничкото дружење овде на Пониква преку Јастребник, Набрана градче и Кочани. Додека пак планинарите се искачија преку Брана градче до Јастребник до овде, така да ги презентира пределите попатно, дабовите, буковите шуми низ кои што поминуваат, убавите предели нели во атарот на селото Јастребник, каде што имаме нели села од разбиен тип, кои што верувам дека нели се интересни за секој посетител, бидејќи се специфични за овој регион. Денеска овде имаме можност да видиме различни презентирани производи од осоговието, како нели храна, дали било тоа мармаладчиња, джемови или пак осоговскиот мед. Исто така за наеди кои што се уште живи на Осогово, односно производи кои што се прават исто така од природни материјали, како што е филцот, кој што претпоставувам дека веќе го забележавте на последната маса. Потоа производите од дрво кој што ги работи овој човек кој што би сакал да го остави овој занет на некој помлад во регионот. Нашата цел беше оваа тура да не биде само нели една прошетка по Осогово, не само да ги покажеме природните убавини и културните нели попатно знаменитости на Осогово, туку нели баш и она што е жива култура која што се пренесува од поколение на поколение. Нас ова ни е некако со цел да го прикажеме пред пошироката јавност она што ние го увидовме на Осогово изминатите години. Веќе знаете дека Македонското еколошко друштво работи веќе скоро 6 години на Осогово, првично со цел да ги увиде природните вредности, да видиме кои се тие потенцијали на Осогово кои што може да бидат искористени и ставени нели под некаква заштита која што ќе обезбеди нели да се негуваат и за следните генерации, да ги уживаат овие вредности, да ги идентификуваме овие вредности на Осогово нели како природни ресурси кои што може да бидат презентирани
Исто така пред пошироката јавност, тие веќе нели се еден многу значаен економски бенефит за локалното население, може да бидат уште поголем бенефит за локалното население. Ние сме зборувале нели на многу наврати и за можноста за заштита на Осогово, нели на пример нели како еден биосферен резерват кој што можеби е сега нели во еден зачеток, можеби е рано да зборуваме се уште за ова, бидејќи условите нели секако не ни се доволно созреани, но сепак нели ова сакам да кажам и функцијата на биосферниот резерват веќе е исполнета со ова што се случува на Осогово. Значи тие вредности кои што веќе постојат на Осогово, можеби само ние не знаеме доволно да ги презентираме, нели не само пред нашата јавност во Македонија, дури нели и пошироко на Балканот. Има основа, има зошто нели тоа да се направи. Ние само правиме еден мал чекор за да нели си направиме нешто убаво за себе и за нели луѓето кои што знаат да ги уживаат овие работи. Се надеваме дека ако ништо друго нели може да остане како едно дружење помеѓу овие луѓе тука кои што сакаат навистина да се ги покажат нели своите работи кои што ги произведуваат, својот ентузијазам, нивните активности, дали било тоа планинарење, велосипедизам, кое што е многу добра основа за разни форми на туризам кои што се многу пожелни за Осогово, особено за Пониква. Веќе знаеме дека локалните самоуправи веќе прават напори за промоција се поголема на Осогово. Треба да ги ценат овие активности на невладиниот сектор кои што навистина прават нешто многу конкретно за нив. Ова е многу нели добар бенефит и за луѓето кои што тука нели се бизнис секторот, односно нели угостителите во регионот. Ова нели може само еден, пак ќе кажам, мал чекор, но може да прерасне во една традиција, може да се случуваат многу вакви работи. Се надевам дека може полесно да се линкуваат и со бугарската страна. Ние знаеме дека таму исто така има различни фестивали за кои што можеби ние, односно пошироката јавност не знае, или пак локалните организации, но сепак ние како некои кои што биле инволвирани со истражувања во регионот, особено од двете страни на границата, знаеме дека постои таков основ кој што треба понатаму да се негува. Треба едноставно само да им се даде шанса и треба некој да ги поддржува луѓето во регионот. Нашата нели цел беше таква. Се надеваме дека нели ќе биде убаво прифатена, луѓето се задоволни, се гледа нели дека се расположени. Се надевам дека во изминатите 2 дена ние ќе имаме шанси со новинарите кои што се околу 10 на број, заедно од бугарската и македонската страна, ќе прошетаме низ другите делови на Осоговските планини, со цел да ги покажеме нели природните и културните вредности во регионот. Тие ќе имаат исто така можност да зборуваат и со локалното население, да ги видат нели бенефитите од кои што може да се користат во регионот за различни основи на развој. Така да се надевам дека потоа тие многу подобро ќе го прикажат и презентираат Осогово. И понатаму ќе видиме нели кој ќе биде резултатот од ваквите активности. Има ли уште понатаму вакви активности планирате до година? Па ние се надеваме, нашата идеја беше кога зборувавме за една ваква активност дека е добро да прерасне во една традиција. Малку се собирите од ваков тип, каде што нели имаме ние на велосипедисти и планинари на едно место и особено нели е специфично каде што има презентирано различни нели традиционални аспекти од традиционални производи. Тоа е она што му дава шмек, посебен шмек нели на еден ваков настан, кој што може да биде привлечен не само за луѓето од регионот, затоа што тие веќе можеби и ги знаат, него повеќе за оние кои што се нели надвор од овој регион. Ова би било интересно за луѓето, да речеме, кои што се планинарски и спортски друштва од Скопје, од другите поголеми градови, така да се надеваме дека нели може да прерасне малку во еден малку помасовен настан. Секако дека е интересно нели тука да се слуша нели автентичната музика, што навистина е реткост денеска да ја има нели на вакви собири. Барем за мене. Сега не знам нели може планинарите ќе кажат малку повеќе за тоа. Тие си доаѓаат со свој фокус, но сепак нели знаат да го вкусат и она другото што може да се пружи на ваков начин. Дел од учесниците во промотивната кампања на манифестацијата на Пониква дојдоа пеш. Нив ги организираше планинарското друштво Осогово од Кочани, а поидовната точка беше кај Браната градче. Преку неколку мала на селото Јастребник, групата пешачеше по живописните падини на Осоговијата,
и по околу 3,5 часа на Пониква пристигна според планираното време. Денеска планинарите успешно пребродија една патека. Од колку долга и како поминавте? Па токму како што е мотото на овој настан и лично и различно. Да ви кажем право, во планинарскиот свет ова не е некој подвиг, да речеме, да освоиме некој висок врв или голема километража, меѓутоа поминавме во, да не речам, едни од најубавите предели тука на Осоговието. И низ Букова шума, и низ Дабова шума, зимзелена шума, имавме Вештачко езеро, по пат беревме и шумски плодови. Така да луѓето што дојдоа со планинарската тура помина едни прекрасни 4 часа. Инаку турата е водолжина, маршрутата е водолжина од 13 километри. Стартот е на 480 метри надморска височина, сега сме на 1600, значи околу 1100 метри висински имаме поминато. Со едно бавно темпо, бидејќи не можевме да одолееме на убавините што ги пружа Осогово во овие есенски месеци. На групата од планинарското друштво и се придружија и велосипедистите од клубовите од Кочани и Пробишти. Тие често ги користат потенцијалите на Осогово за спортување и рекреирање, посебно во дисциплината маунтбајк. Едногласни беа во оценките дека овде се нудат одлични можности за нив, а турата од Кочани до Пониква и назад не била посебен напор. Најнапред да поздравам оваа идеја, овој традиционален настан што до година и наредните години планираме да стане јубилеен или, што реков, традиционално, да се одржува секоја година. Овде сме не само велосипедисти кои не имат 30-тина и од Радовиш, и од Пробишти, и од неколку града други, по иницијатива и на планинарското друштво, па се до Осогово, МЕС или Македонско еколошко друштво, многу други издруженија, сме дојдени сите заеднички да одбележиме, односно да оставиме печаток овде токму на Пониква и со мотото Осогово и лично и различно да оставиме еден печаток на сите наши сограѓани и гости овде, што знаем има и од странство или Бугарија посета на многу туристи и во голем број да оставиме трага токму на Осогово. Но денеска сме дојдени за да се на еден начин да се забавуваме и да уживаме, не само во спортот, туку и во убавините на Осоговијата. И она што го ние извозивме од пред неколку часа, делницата која беше од плоштадот во град Кочани до Пониква беше 19 км, можеби кратко, но голема висинска разлика и целта ни е на самите наши гости, велосипедисти, да ги покажеме маунтбајк патеките, она што Осогово стварно го има како богатство и што изобилува, не само ова што се возеше по асфалт, па така престанува вториот дел од денот да ги прошетаме, односно да ги запознаеме со многу поубавите делови од Осогово. Осогово веројатно изобилува со патеки, не само вакви за трки на тревали, туку и за маунтбајк. Па има многу, но 25-6 са веќе отцртани со мапа и зацртани во картата на Велосипедска федерација и сето тоа треба да се искористи, што ние овде токму од овој регион, штета е да не се искористи. Затоа имаме и гости со драга волја и со голема желба да уживаат токму денес со нас и да бидат запознаени со убавините. А што се имат овие велосипедски патеки како елементи на една велосипедска патека, ќе ви кажат нашите гости. И членовите на Пробиштипскиот велосипедски клуб Зелени патеки често ги користат падините на Осогово за рекреација. Нивна оценка е дека планината се уште има убавини што треба допрва да се откријат. Јас сум председател на велосипедски клуб Зелени патеки од Пробиштип. Истовремено на невладена организација Туристички идеја од Пробиштип, така што велосипедскиот клуб Зелени патеки е дел или во состав на Туристички идеја на Сдруженијето. Се придруживте на оваа активност што денеска се случува на Пониква. Како го оценувате ваквото видување да се промовираат убавините на Осоговијата? Знаете што, ја и претходно спомнав во друга прилика со вашите колеги дека ова е еден од најубавите начини да се промовираат вакви места и вакви настани. Зошто? Заради тоа што Осоговието, ова место Пониква каде што ние сега сме, нели, на надморска височина од 1560 метра, гледате и самите едно прекрасно место кое што располага со
не со една, туку со безброј вредности, со безброј можности кои што секако во прв план му водат во развој на алтернативниот туризам, она што ние секојдневно го зборуваме на секаде во Република Македонија. Една од таквите можности, значи, покрај останатото, значи, развој на селски туризам, екотуризам, планинарски туризам, палаграјдество, значи, е и велосипедизмот. Во оваа прилика денеска ние, значи, заедно со останатите здруженија од источниот регион, односно од Осоговскиот регион на Република Македонија, ќе ги спомнам, тоа се велосипедскиот и спортски клуб Електрика од Пробиштип, понатаму велосипедистите велосипедскиот клуб од Радовиш, велосипедскиот клуб, значи нашиот зелени патиќа од Пробиштип, планинарското друштво Осогово од Кочани, планинарското друштво Плавица од Пробиштип и да не заборавиме секако едно од најважните, значи организатори на оваа манифестација, тоа е МЕД или Македонско еколошко друштво од Скопје. Значи сакам да речам дека овие сите можности, вредности, сите овие здруженија што ги спомнав, значи се дел од овој настан и на еден пластичен начин, значи ние денеска покажавме, односно ги промовиравме овие вредности за кои што збориме. Значи Пониква, Осоговските планини нудат можност, значи, за велосипедизам, за рекреација со велосипеди, понатаму за планинарење. Тоа практично го покажаме денеска, видов, значи извозавме од Кочани до овде, тоа е 20 км. Планинарите изодеа околу 20-30 км исто. Останатите здруженија, да не заборавиме Словофу, значи Осогово исто така имат своји производи овде. Значи тоа се само еден мал дел од оние можности или вредности на Осоговието што ги нуди. Значи ние сакаме да покажеме, да ги промовираме сите овие, значи, богатства на нашите планини, што би требало, значи, секого да го искористиме за во развој на тој многу посакан и спомнуван, значи, алтернативен туризам во овој крај на Република Македонија. Пониква обично се промовира како зимски рекреативен центар, меѓутоа постои ли можност преку во текот на целата година еве да има активности? Токму така, значи идејата е токму таа да посочиме, да укажеме, значи дека не само зимскиот период е згоден за развој, за посета на овие прекрасни простори, значи каде би можеле туристите, посетителите доаѓаат и да уживаат овој прекрасен, значи прекрасни места, туку е исто така, значи еве и денешниот ден, значи останатите денови од годината, односно топлиот период, се уште сме, значи октомври, така ли почетот на октомври, но и есенскиот дел и зимскиот за скијање, но значи и летниот, пролетниот, есенскиот дел, токму тоа Пониква, ја само Пониква и сите простори во Осоговскиот дел на Република Македонија, значи тоа се овој Пробиштипската општина, значи Крато, Крива Паланка, Македонска Каменица, значи она што го вие го спомнавте пред малку, значи нуди можност за развој на алтернативен туризам и во топлиот период. Заради тоа што условите се прекрасни, значи има богат фонд на шумско богатство, ендемични растенија, како сакате, има, значи, многу работи што би можеле да ги спомнем, ние оваа прилика немаме време, водни ресурси, значи растителен, животински свет, скијачки терени, пешачки патеки има сега, тоа може уште понатаму, значи подобро да се уреди, планинарски патеки, понуда на традиционална македонска храна, односно традиционална храна од овој крај, музички фолклор, како што и самите гледате, значи ние на еден убав начин, уште еднаш ќе повторам дека тоа сакаме да го направиме, односно да го практично да го видат овде овие наши посетители, добри гости, значи што се оно би можело овде да се користи, односно како би можеле да поминат овде неколку дена или повеќе денови на овој простор. Да не заборавиме дека во зачеток, значи ние овде како можност имаме она што е многу важно, нели, денес во туризмот и сместувачки капацитет. Еве еден пример за нашиот доматин овде, значи господинот Владимир или Блаже, се едно, има еден прекрасен ресторан во етно стил, многу убав, кој што истовремено, значи, нуди традиционална македонска храна, ние тоа веќе вкусиме, прекрасно беше јадењето, но и има и сместувачки капацитет, односно многу убави соби за сместување на гостите што би сакале да престојат. Значи, има можности за престој овдека не само во зимскиот, туку и во останатиот топол период во годината. Во кругот на сместувачкиот капацитет Осоговски бисер, на поставените штандови се нудеа ракотворби и производи од Осоговијата, традиционална храна, мед и пчелни производи, како и соодветен промотивен материјал. За учесниците беше организиран заеднички ручек со планинарско гравче, што беше добредојдено за закрепнување по напорното искачување на Пониква.
Организаторите на манифестацијата рекоа дека се задоволни од одзивот и заинтересираноста на посетителите, заради што најавија дека таа треба да стане традиционална. При тоа очекуваат да добие поширока медиумска поддршка, да се информираат што повеќе луѓе не само од регионот, туку и пошироко да ја посетат и да уживаат во убавините на Осогово.